civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Што се однесува до граѓанското општество, сметам дека граѓанското општество беше една од главните столбови за промените, особено во последните 7-8 години веќе. Кога и почнаа првите чекори на некој вид на разбуда против тогашната власт, која што уствари од тука произлегува и тоа што уствари ја отпочна таа разлика и таа свесност и тоа што денеска го нарекуваме европски вредности. Значи знаеме и во европските земји првите чекори, да кажам, на промена на некој начин почнаа токму против за почитување на веќе нарушеното достоинство. Значи тука беше нели тоа темелното, основното, да кажам, кога после Ренесансата почнаа некои први разбудувања на антроцентрично мислење. Значи од теоцентрично имавме поминување на антроцентрично мислење веќе во Европа и тоа ја донесе таа промена измеѓу вековите. Како и да е, значи некои сигнали од тоа ги видовме, значи во последната деценија со првите протести, нели, кога ги имаше и почнувајќи од таа, нели, од протестите за против законот за високо образование во 2014 и така натаму, значи тие први чекори на промена. И тука беше, мислам дека граѓанското општество беше еден од главните столбови за стимулирање на таков вид на некоја промена. И со тоа мислам дека играше една позитивна улога барем во последните овие, како што споменувам, последните 7-8 години. Освен тоа, сега како тренд, нели, што веќе стана евроинтеграцијата и тоа што европската интеграција ја сметаме барем и во само на ниво на институционална интеграција. Мислам дека главната улога треба да игра граѓанското општество во интеграција на тој мајндсетот, значи уствари тоа што спомнувавме, значи менталитетот, значи бидејќи европската интеграција не е само процес на да кажам на институционално ниво само да бидеме интегрирани, туку најпрви треба да сме во општествено ниво интегрирани на тие вредности, па потоа следниот чекор би бил институциите. Бидејќи Европската унија и како таква, значи како унија е резултат на борбата за европски вредности. Значи не е кореното, значи не станува збор за еднаш креирање на институција како што е Европска унија, па потоа да се помине на европски вредности. Туку спротивното, значи еднаш имаше борба за европски вредности во Европа, па потоа како резултат дојде до Европската унија, до денешното ниво кај што ја има. Значи сметам дека тоа е зошто и често, значи, еврокомисарите го спомнуваат тоа дека први им треба менталитетот, па после институциите да се интегрираат, бидејќи тука, значи, без да знаеме зошто тоа е важно, ако не ја знаеме тоа што го прави вредно уствари, значи Европската унија, тоа што го прави европска вредност е токму тоа борбата што ја имаат давено тие општества да се европеизираат некако, да се модернизираат во нивото кај што денеска, нели, Европската унија и вредности се како визија или пак како цел на другите, да кажам, ние тука во Балканот или пак на другите географски подрачја близко до Европската унија. Затоа сметам дека во тоа ниво мислам дека граѓанските организации играат добра улога во последните 7-8 години и сметам дека тоа треба да продолжи во подобро ниво, бидејќи не барем според моето мислење, не е во доволно ниво, не е во задоволувачко ниво
учеството на граѓанското општество во ова европеизација на општеството, мислам дека може многу повеќе да се направи во ова насока. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.